Задоволство ми е по втор пат што се представувам пред прилепската публика, овој пат со минијатури на темата послушност. Се работи за 20 формации од правилни и неправилни акумулации на ушни школки, со кои се обидувам да одржувам темата за послушноста и непослушноста во општествените рамки, како таа се третира и како се доживува во современоста. Послушноста е дел од основата на општеството. Без послушност ништо не би постоело друго освен хаос и анархија. Без ред, продуктивност и благосостојбата на граѓаните стануваат непостоечки. Од друга страна, мора да се запрашаме колку општеството може да биде послушно, без да ја изгуби поединецот својата индивидуалност. Бидејќи општеството без индивидуалност не се состои од луѓе, туку од програмирани робови. Човечката индивидуалност честопати е подкопана од слепата послушност, што луѓето ја чувствуваат кон оние кои се во позиција на моќ. За да може луѓето да ја задржат својата индивидуалност, мора да се најде рамнотежа меѓу послушност и непослушност. Истражувајќи фундаменталната спрега меѓу послушноста и бунтовноста преку конвергентните својства на материјата, скулпторот Кованцалиев создава абстрактно асоцијативни скулптури со сложен семантичен јазик, изработени од бронза, алуминиум и полиестер. Мазните и груби текстури врз површините на абстрактно асоцијативните и ритмизирани конструкции создаваат контраст на текстурата. Во длабнатините и спакнувањата ја расчленуваат компактноста на масата, вдахнувајќи живост и разиграност на менталната структура. Скулптурите, исполнети со визуелна интрига, се совршено балансирани поради поставеноста на тежиштето над контактните точки со површината и се ослободени од потребата за дополнителен фундамент. Втопувајќи ги моделираните антропоморфни форми во метастазиран структурен организам и со слободното збиено повторување на мотивот, авторот изразува динамична тензичност. Со мултиплицирањето на основниот мотив, увото како орган за слух, со кој што човекот стекнува способност за слушање, истиот постанува олицетворение на одговорноста, послушноста и вртената доверба во моралната исправност на општествениот поредок, кои произлегуваат од меѓусебната интерактивност на поединецот и институцијата.